Премиерата на 1-7 сезона. Јес, прва епизода! Не немаше долго време, пајаче, не немаше долго време, не немаше, значи, цело лето и не немаше плюс некој месец. Да, ама се си исто како што го оставивме, мислам дека. Само дупки у гледачите, у душите има стави. Само дупки во гледачите има. У душите. Тоа објаснува зашто не нема цело лето и плюс некој месец. Но, се како што го оставивме, се нешто се случува и се судиите ни се криви. Европско во кошарка се случи, судиите ни беа криви. Да. Оп, Самарџиски се појави. Започнуваме со лесна шега. Лесна шега од дрвната индустрија. 5-6 надпревари фудбал пропуштивме и таму исто така судиите беа криви. Вардар Барселона ги пропуштивме и таму судиите ни беа криви. Договорот од Пржино Бидна и таму исто така разбрав. Не гледав. Судиите беа криви. И бидејќи судиите се цело време криви, нешто налик на еден друг господин кој што сме навикнале да е крив цело време. Требаше да се воведе, бидејќи цело време се судиите криви, требаше да се воведе специјален судија, нели? Да. И уште не е избрана жената ја критикува. Да, и вие ја критикувавте во публика, срам да вие. Носела чипка, не било така прикладно, не знам, така на свадба се одело, не се одело на пресконференции, некои такви работи, нели ова е тоа, не. Ама чекај, ве молам. Жената тогаш не беше на работа. Значи, така жената нема да оди на работа. Тоа беше само за секојдневица. Она на работа нема да оди во штикли, во сукња, не за таму каде што ќе работи. Ки требаат гумени чизми, бе, луѓе. Гумени чизми ки требаат. Абе не за комплет ХТЗ опрема ки треба кај што ќе работи. Знаете зошто? Чевли, шлем, одело, комбинезон, тоа се, бидејќи, како да ви објаснам? Значи, знаете, тоа вие како една друга професија, всушност. Незинава професија многу е слична на чистач на септички јами. Ама не ја врегам. Немојте да мислите дека ја врегам. Значи, мене не ми е целта да ја навредам госпоја. Значи, ја поише сакам да дадам чест на овој другиот на чистачот на септички јами, бидејќи замислете пример што би правеле без него. Па замислете да не доаѓа цистерната да исчисти. Па во какано ќе се удавиме. Бе, луѓе, бе. Епа, знаете што? Со специјалната судика исто е. Ако не си ја изработи работата, во какано ќе се удавиме, бе. Во какано. Хајде за малку поубави работи. Дајте ми нешто поубаво тоа таму, може да добијам. Долго време седи. Хајде за поубави работи, например публиката. Така, може да попалам, вие сте баш убави денеска и многу ми се допаѓа што во прва епизода имам така убава публика. Вие сте стварно преубави, Пеперминт е преубав бенд, Ѓоко е убав, Златко е убав. Не, Златко е убав. Сите се убави, но сите ние што сме тука сме, како да ви кажам, убави сме, ама не сме убави за на мис да се пријавиме. За да се пријавиме на мис сме преубави, значи предобро изгледаме. А исто така и предобро зборуваме англиски. Не знам дали знаете, ама лош англиски генерално е една од онака предиспозициите, тоа се една од работите без кои што не може да бидеш мис. Значи не може да збориш добро англиски и да ти изберат за мис. Значи не може да одиш негде и да ти рече новинарот убавка, pleased to meet you, what's your take on the refugee crisis и ти да кажеш нешто елоквентно и фино све. Не, например, ако те прашаат what's your take on the refugee crisis, ти треба да речеш hello, my name is Убавка, nice to meet you, please vote for me. А искрено, ако сакате да го знаете моето искрено мислење, бидејќи до сега лажам, треба да прекинеме со сите тие мисови.
Значи имаме мис држава, има мис континент, има мис свет, има мис универзум и побогу има мис брждани. Има мис брждани. Значи, од една страна имаме мис свет, од друга имаме мис брждани. Тоа ти исто како од една страна да имаш мис свет, а од друга мис проби свет. Мис брждани е ова, значи не се зезаме, проверете си на Google, ова е стварно мис брждани, но ова е и жирито на мис брждани. Не се зезам, не се зезам. Има и мис Лепча, само што Игор Джамбазов се кандидира 5 години поред, никој друг. Не. Немојте така зида. Тука е ќе не слушне. Исто така интересен факт околу мисовите е дека најубава планета сме. Значи, мис свет, не знам дали знаете, 100 години поред, буквално, победува на мис универзум. Значи, ни еднаш не е мис Сатурн, мис Јупитер, ни еднаш. Мис Марс нема победено ни еднаш. Лажам, окей, лажам. Значи, признавам дека еднаш си има случајно да победи друг мис. Имено пред 10 години признавам дека победи мис Клингон на мис Универзум. Шале. Зорките сакат. Наистина не знам од каде ги наоѓаат довеќе што не представуваат на мис International или како и да е, но ако треба да погодам, мислам дека отвараат Facebook и за мисија земаат таа што, да речеме, на албумот Лето 2014 има најмногу коментари така лкави во капслок со содржина мачко баш убафа си, адниме ја не можам. Мислам. Мачко, додај ме, блокиран сум. Вау, добра си. Држ се. И знаете што? И јас ќе пробам да ви кажам, до година не се чудете, ако случајно некако по некој канали пробам и успеам да ја представам мис Македонија, негде таму на некој си International мис и дадам некој изјава јас за српските медиуми, кога ќе ме прашаат како се чувствуваш, јас ќе речам, па драго ми е што сам тук, јас сум македонски топ модел, овде е лепо, лепе су градове, лепа е Лукич, лепа е Брена, све е лепо, мало су ми ногице длака, велче да мој стилист да среди, да не будем ко ногометашица. Чао. Инаку, без зезанција, ова се материјалите што ги пишувавме. Значи, ова се пишувавме за оваа епизода. Значи, ова се работите што ги пишувавме и толку се добри што заслужуваат канта да одат кај пакомак на рециклирање. Полека. Ало? Чомовски? Не е Чомовски. Чомовски? Жаре. Не е Чомовски, Жаре. Телма е то, Телма? Телма, да. Чомовски овде? Како? Чомовски, дали е таму? Чекај, кого бараш ти? Чомовски. Не е тука Чомовски, значи ова е еден на еден, не е топ тема. Топ тема оди понеделник до петок, ова е сабота. Јас сум Чомовски исто, јас сум братучет на Чомовски. Сакам да го правим, дали може да го викнеш? Значи не може, тоа е топ тема, господине. Ова е еден на еден. Види, ве молам да му пренесеш ако може. Добро. Имаме на нива еден плац и бадемот што е кај него у двор. Добро. Кај мене он не дава, ги дава другите ги берат, па сакав ако може да му кажам да ги даде бадеми, да ги ние... Чекај малце, чекај, еве го Чомовски, доаѓа, еве го, чекај. Ајде. Братучет? Ало, Братучет?
види чом, за ова бадемите што ви се Кажи. бадемите што Кажи, брате. взима овој циган, па он ги дава под цена, мислим. Братуче, знаеш ли што да му кажеш? Братуче, кажи му да се носи у 3 лепе. Значи, ова мора да се стави крај уште од прва епизода, мора да се стави крај. Значи, нема да идеме пак цела сезона со ова. Океј? Ало, селјачиште, прекини да ми звониш уште. Селјачиште, прекини да ми звониш, ако ми звониш пак. Мамо, извини. Извини, мамо, извини. Значи, не мислев селјачиште. Не за тебе, не беше, ми звона цело време. Ни звона цело време. Мамо, извини, не. Мусака сакам, да. Мусака, фала. Знаеш зашто нема мусака да добијам утре сигурно? Слушај, по грешка ти спушти, мамо, знај, него мислев тоа, ја те сакам ептен. На право место сум. Овде е хотлайн за хомосексуалци, така? Не мислев ја овака да излезе? Зашто? Значи, не сум геј, на погрешно место се љавуваш, бе. Селјаке да нема ја љубов да ти дава. Мамо, извини, не. Каков геј бе, мамо, не сум геј. Да, мусака сакам. Океј, чао. Не им зборам се. Не им зборам. Не им кажу. Здраво. Ало, здраво, од оваа страна е Жаре. Здраво, hello. Hello from the other side. Игор Џамбазов е тука, дами и господа. Продолжуваме со него.